Благодарам, почитувана председателки, почитуван заменик министар, колеги пратеници. Овој амандман го поднесовме и има во него техничка грешка за која што сакам да информирам комисијата. Наместо 3 милиарди 220 треба да биде 1 милиарда 169 481. И ќе дадам кратко образложение на амандманот од кои причини сметавме дека треба да биде поднесен. Прво, заради тоа што се наоѓаме во период кога навистина имаме сериозни пожари во државата и се вклучени многу луѓе и од противпожарните бригади, и од полициски службеници, и армиски припадници. И токму со овој амандман предлагаме да им се дадат соодветни награди на сите оние кои што учествуваат во гасењето на пожарите во овој момент, затоа што сметам дека токму околу ова прашање, не околу наградите, туку околу пожарите, треба да имаме навистина сите заеднички пристапи. Тоа не е прашање за кое што треба да полемизираме или да го злоупотребуваме во политички цели. Тоа апсолутно не е намерата. Затоа сметавме дека има и прогласено да е една кризна состојба, се вклучени повеќе луѓе во овој дел. Гледаме дека и се уште беснеат пожари се развиваат секојдневно. Вчера имавме повторно некаде во 12 населени места пожари. За жал ја имаме и првата жртва, изразувам сочувство до семејството. И во овој правец сметам дека се она што можеме да направиме сите заеднички како собрание, ние како пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе стоиме на располагање доколку било што треба дополнително да се прави за да бидеме ефикасни во справувањето со борбата со пожарите. И токму затоа сметаме дека на оние луѓе кои што се вклучени, тоа можеме сега да го овозможиме, доколку за тоа не постојат финансиски средства некаде во друга ставка, а очигледно е дека барем не можеме да ги видиме. Може за тоа да каже заменикот министар дали имаме таква работа. И второ, имаме поднесено еден законски текст кој што се однесува на посебни права на припадниците на безбедносните сили. Тој закон е во собраниска процедура и предлагаме за него за да може да се обезбедат финансиски средства, а тоа е за оштета на сите припадници, односно на загинатите припадници, на нивните семејства, во кои што 2001 година го загубија својот живот, меѓутоа и сите оние кои што подоцна го загубиле животот како припадници на Министерството за внатрешни работи или на Министерството за одбрана и во Кумановските настани, и во хеликоптерската несреќа кај Блаце, и во хеликоптерската несреќа кај Струмица, тие не беа офатени со законот за забранители, да можеме токму преку овој закон и преку обезбедување на финансиски средства да ги исплатиме сите овие семејства, нивните наследници на починатите и на тој начин да се затвори ова прашање кое што веќе подолго време стои отворено во македонското општество. Еве, ова се причините за поднесувањето на овој амандман. Благодарам. Благодарам.